Да. Прво би сакал да кажам дека сум благодарен што Македонија и нашиот труд воопшто стигна на овие Медис награди кои што се организираат 12-та година поред. Оваа година од 240 пријавени трудови, сите со абстракт, со импакт фактор повеќе од 1,5, значи во реномирани списанија, ние влеговме од тие 240 трудови во финалето во 18-те. Сите заклучивме меѓу себе, сите истражувачи, дека всушност ова не е компетитивен дел, меѓутоа ова е колаборативен дел, да ние меѓу себе седнеме, се запознаеме, како што рече една од добитничката на наградите, среќна сум што овде седам со толку паметни луѓе што се посветени на науката. Нашиот труд потегна од пред неколку години кога учествувавме во еден заеднички проект финансиран од Европската унија кој што се однесува на гинеколошките карциноми кои што се ретки, меѓутоа за жал се почесто се појавуваат и кај помладите пациентки. Јас конкретно сум шеф на оделот за инфертилитет, меѓутоа пациентките некогаш испитувајќи се за да добијат потомство, случаен наоде појава на карцином на ендометриумот и порано тоа се решаваше дека веднаш се правеше хистеректомија, се вадеше матката, медицината откри дека може да им се даде шанса на овие пациенти со одредена терапија, редовни хистероскопски контроли на 3 месеци да може да остане матката, не само да остане, него да таа е способна во определен дел кај овие пациентки и да родат здраво потомство понатака. Нашиот труд беше високо ценет со импакт фактор 2,9 и заврши како еден од овие главни 18 финалисти. Да, баш во оваа група, затоа што истражувањата нели кога се објавуваат се даваат порано, во оваа група веќе имавме 2 пациентки од 9 кои што родија здраво потомство, значи тоа е, како да кажам, за нив тоа е еден цел свет. Нашата група е мала и затоа е многу битно да соработуваат научниците од целиот свет во мултицентрични, мултидисциплинарни студии, затоа што така се добива релевантна статистичка бројка, која што после тоа дава соодветна терапија, односно соодветни упатства како овие пациенти да се третираат понатака. Да кажеме, по нашите исследувања, иако бројката не е голема, да од 100 пациентки такви млади со таков карцином, 20 би можеле да родат здраво потомство, останатите одат редовно на контроли, не е загрозен нивниот живот, некој можеби на крај ќе завршат и со операција, меѓутоа како и да е на тие жени им се дава шанса и им се дава надеж во животот за понатамошниот тек, односно за создавање на семејства. Да, значи оваа група на пациентки е следена долги години, 8 години е следењето на овие пациентки. Некогаш тоа и така треба да биде за да се добијат вистинските резултати, ако ги следите многу кратко, па не ја добивате вистинската слика. Меѓутоа, ова беше битно затоа што ние меѓу нас, целиот тим што работи на мојот одел, оделот за патологија, соработувавме и со Универзитетот во Малта, од каде што е еден и од коавторите. Меѓутоа, и тука на самава додела на наградите се спомна нешто што е уште можеби побитно, дека од млади, значи треба докторите да се насочат да прават истражувања, да влезат во тој научен процес, да не бидат само лекари кои што ќе третираат, тоа е многу битно да ги лечат своите пациенти, меѓутоа да размислуваат како уште подобро да ги лечат своите пациенти. А тоа може да го возможи само науката. Само доколку, да кажеме, и нашата држава инвестира повеќе во наука, ние се здружиме со европските земји да заедно соработуваме и правиме вистински научни проекти. Значи вистински кои што вистински ќе дадат придонес, така ќе се смени и она што можеме да им го дадеме на пациентите, она што сакаме да им го вратиме, а тоа е пред се здравието, а во нашиот случај да им дадеме шанса да имаат здраво потомство. Да. Јас да ви кажам право, многу често мојата соработка одела со меѓународни организации каде што се добивала одредена финансиска помош. До сега некоја мала финансиска помош даваше медицинскиот факултет, мислам ја за оној дел каде што учествувам, меѓутоа секако државата треба, по мене нашата држава нема претерано многу финанси, меѓутоа треба да пронајде фокус теми кои што се многу битни за нас, во тие да инвестира, али пред се, еве за едно снимање на филмови, еден Милчо Манчевски води во светот и освојува Оскари, во таков случај
Не е само државата финансира, финансирани се и од европски фондови, од светски фондови, од приватниот сектор. Еве имаме овде случај дека приватна фирма сваќа дека треба да вложува фактички и да ги споделува знаењата од науката со, да кажам, целиот овој регион, со овие 19 земји кои што учествуваат во нивните настани.